денеска? Па ја мислам дека бројката 65 е конзервативна бројка. Не настрадаа само толку луѓе. Не се знае колку луѓе странично настрадале, бидејќи има луѓе што умираат од жал, од стрес, од други типови на болести, а предизвикани од стресот кој што се случи тогаш во Кочани. Мислам дека колективна жртва е Кочани, цела Источна Македонија, а и цела нормална Македонија, се извинувам, цела нормална Северна Македонија, или унивниот стил, бидејќи они се извинуваат, да не ме разберат погрешно гледачите, не е тоа моја флоскула. Значи, настрада цела Македонија. И се уште страда. Не сум убеден дека тие што се живи не се жртви. Не сум убеден дека ќе имаат нормален живот. Не сум убеден дека ќе има правда. Не сум убеден дека вистинските виновници се дел од обвинението. Не сум убеден дека партиите или партијата ќе ги тргне своите раце од случајот и ќе пушти да има правда. Значи, не сум убеден дека ќе има воопшто правда. Но едно сум убеден, овде нема политичка маса, нема народ кој што смета дека со земањето на политиката во своите раце може да донесе промена. Мислам дека пропагандата ја заврши работата, со пропаганда, со применети алатки од, да речеме, лексиконот за перење на мозок, успеа да го амортизираат дел од негативното влијание, со подкуп на одредени луѓе, преку местни комитети, штабови, партија и така натаму. Успеа дел од роднините, од блиски, од далечни, да ги корумпираат и да ги демотивираат. Бевме сведоци на светот, долго време се зборува овдека, барем во овој подкаст на тие теми. Така што и од таа гледна точка не сум сигурен дека ќе дојдеме до правдата. Знаеш што сакам? Така што нека ние со среќа. Да те прашам. Што се случува кај нас? Мора ли политика да има у позадина за да излезе македонецот на улица? Да. Мора да има инструментализација, мора да има партиска наредба. Тие што се занимаваат со политика се горе-доле членови на комитети, местни, општински и така натаму. Најголем дел од населението што не е заинтересирано за политика, ти немаш како да му пратиш сигнал за било каква активност. Најголем дел, според мене, од населението има дигнато тотално раце од општеството. Ја можам да се кладам дека во овој момент најмалку 50% од гледачите што не гледаат се од надвор од Македонија, се извинувам, од Северна Македонија. Значи, гледачите кои што имале одреден сенс, отишле во странство, па ги боли, па имаат носталгија, па гледаат, па сакаат да видат што се случува, една поинаква перспектива, бидејќи сите новинари се кои што ти не кеш да ги именуваш, а мислам дека треба да се именуваат, се ангажирани за финансиски средства. Мислам дека не треба никако новинари да ги именуваш, него како пропагандисти на партијата на власт или партијата во опозиција. Паразит. Значи, горе-доле не можеш да очекуваш со луѓе кои што дигнале раце и кои што гледаат дека и да излезат да протестираат дека нема ефект, бидејќи овој систем е целосно зафатен од канцер. Сите државни институции се опфатени од канцерот од партиите и нема решение. Еве, ако дозволите, како некаква паралела од некои мои искуства. Цела 2018 година јас бев на улица против промената на името. Цела 2018.
Значи минимум 150 дена сум бил на улица, бидејќи траеше тој процес, тој хорор, пред да се потпише преспа, па трите фази на промена на уставот и така натаму. У цела таа година се направија два големи митинзи. Тоа беше митингот под снег во февруари и големиот митинг во ноември. Во тие двата митинга учествуваше партијата денешна на власт со своји извршители да го земе митингот, да го држи под свое, да го контролира, да не излезе бесот на народот, да не се соберат луѓе, туку да го компрометира. И тоа секој што има над 89 може да го види. Секој што бил таму знае дека бевме обструирани од партијата тогашна во опозиција, сега на власт. Се знае дека беа договорени да пројде промената на името. Па што сакаш ти, ако еден народ не искочил на улица и не можел од тие партии да се размовне и да се заштити својата држава, очекуваш дека денеска нешто поинаку со Кочани? Ја не очекувам. Еве, ја не очекувам. Ја не гледам како може со ваков кородиран, корумпиран и канцероген политички состав во државата да се случи било што подобро. И затоа го оправдувам народот. И Newsflash, голем дел од Саглам луѓето веќе се селија. Да. Не кажувам ништо, еурека, нешто ново. Голем дел од луѓето кои што нас не следат, еве у моментот ќе ги замолам. Само нека пишат коментар тие што се надвор од Македонија. И ќе видиш колку голем број на луѓе сега ќе напишат коментари. Јас знам изворно дека луѓе од сите страни на Европа, па и од цел свет не гледаат, затоа што сакаат да видат и поинаков перископ. Да сакам само да Куцнав не. Да. Ето, значи барем една третина, како што гледам. сега. Сега, да. Што значи дека голем дел од луѓе кои што би биле овдека некаков потенцијал за државата, отишле од надвор и сега што ги боли душа гледаат емисијата, колку толку да видат нешто објективно, бидејќи знае дека мозокот се пере онака убедливо и на сите страни. Не бе, пошто на YouTube имаме анкета, на Facebook ни пишуваат огромен број луѓе, вика јас сум во Словенија, јас сум во USA, поздрав од Виена, да. Еве уште нешто. Еве само уште една реченица. Значи еве, добро, неважно, од цел свет не гледа. Значи еве уште нешто. Една третина се од странство, 2/3 се од Македонија. Од овие 5000, значи 3.500 не гледаат од Македонија. Колку од овие 3.500 ќе се сложат дека со овој канцер кој што го имаме како систем не може да дојде до реална промена и до реална репрезентација на граѓаните во политичкиот систем. И јас сум чудовиден прв пат, бидејќи дозволија нели само со 2 потписа да има независни листи. Видовте ли колку независни листи има? Да. Што значи дека граѓаните бараат начин да се појават у игранката, меѓутоа таа е затворена, поклопена од системот од озгора и системот не дозволува да пробијат. Прават фиктивни коалиции по 30 партии само да затворат за да го мајоризираат она што би било поинаку. И затоа 45% од луѓето викаат нити ќе гласам, нити ме интересира. И тие што ќе излезат ќе владеат со 15-20% од вкупната бројка. Да, ма Филип, тука доаѓаме до новиот носителот на ВМРО-ДПМН кој што дели пиво у кампања на... Чекај, ова ли е таа автобуската постојка што ја направија за 50.000 евра? Кај беше тоа? Не, у Куманово беше. У некој мало место беше. У Кочани негде, кај беше? Не, у Кочани мостот беше што го фарба. Не бе Криво гашта, не беше нешто таму. Не беше ни Криво гашта. Негде таму имаше. Не, Конче мислам дека беше. Конче, така нешто. Мислам дека беше у Конче. Тоа е од тие остварените проекти на партијата на власт. Не, ова е трагедија. Македонија. Ова е трагедија. Мислам, ова е... Еве на што е спуштена, на кое ниво е спуштена политиката у нашата држава. На делење пиво на автобуска. На пензионери за добивање глас. Иако седиш дома, и овој за пивото ќе гласа, иако седиш дома, иако не гласаш, помагаш овој да биде утре председател на Совет. Затоа мислам дека треба да се гласа, макар
било кој од алтернативите, сега да не биде дека некој Да. форсира, меѓутоа двете Тоа е моето големи мислење, партии треба да се игнорираат и треба да се даде шанса на помалите структури, коалиции, има некои независни кандидати, гледам се издвојуваат. И мислам дека тоа ќе покаже, ако го применат масовно, Ова не е укочани, бе, брат. Кај? за мене мощно интересна и индикативна е позата на премиерот. Оти се работи за поза, дека позирање. И позата во која што он релативизира. Релативизира снимка со човек, ја тој доктор не го знам, да се разбереме. Значи, ни знам кој е човеков. Сега ја сретнам на улица, не би го препознал. Ни знам на што е директор, нити ги разбирам клиниките. Меѓутоа, гледам дека е добар познавач на дрогата. И изјавата беше, нели, дека ако не е чиста, он ја враќа, нема тука. И моја предпоставка е сега ја као лаик, дека се работи за дилерот кој што го снима. Пошто некој го снима таму, се гледа дека он му се обраќа на тој што го снима. Пак ќе речам уште една предпоставка моја е дека се работи за една рутина при снимката. Значи, он е така опуштен као тоа да го прави често. Може би секојдневно, не знам. Така што релативизирањето од страна на Мицковски е вака мощно и индикативно. Па ја би предложил, ако позволите, во оваа свечена пригода по повод објавувањето на вие нелегални снимки, за кој што не реагираше на овој начин, кој, например, на Јон му објавија Фрчковски нелегални Да снимки. бара нели? истрага обвинителството. Значи, само истата реакција, истиот начин, истата процедура да се примени како за Јон, така и за овој човек. Ја овој човек не знам ни како се вика, искрено. Значи, не знам како се вика докторот. Не знам нека е и доктор. Значи, дајте да видиме ако може исти аршин, при тоа сачува Боже да ме интересира Јон и неговите авантури со кокаинот. Меѓутоа, нели, било упуик, било ова, било на, джигерот му го извадија. Па дајте сега ако може исти аршин. И друго, еве вака еден предлог, пошто нели сега сме во изборна кампања, па еве и ние што не сме кандидати да дадеме предлози. Пошто уште нема два предлога, уште фалат, за да биде комплетна изборната кампања. Никој не вети меѓународна вселенска станица и евентуално ако може сега од моја страна предлог да има редовен, задолжителен тест, некој брз тест сигурно постои на други, за сите членови на владата, Да. за сите министри, односно нивни заменици министри, па и државни секретари, обавезно возачите, пошто нели све нешто возачите се у тие мрежи, и може исто така и за пратениците. А кога сме веќе при локалните избори, и за градоначалниците. Значи, еве, за да бидеме сигурни дека не водат нас луѓе при свест, нели, викаат дека дрогата менја тоа психичката состојба, гледањето на нештата, малку те изместува, розев свет, ваков сето, малку те става у еуфорија, мислиш дека можеш све, па да не дојде у ситуација да не однесат кај што не ќеме ние, после изборите, ако може еден задолжителен тест за дрога за сите носители на јавни функции, кои што, нели, ако се сеќаваш, ѓавол ни ора не копа мечка, ти пред едно 2 недели кажа да шмркаат. Ти текнува? Да, бе. Дека имаш информации дека не е тоа. Сега овој доктор колатерална штета отиде. Ти мислеше вака на некои други структури повисоко рангирани во државата. Ти благодарам на 20 за големите доноси. Кога више збориме за белото, така. Па доаѓаното е на слика. Викаше од него научиле? Доаѓаното 90 го зборат Бранко за тоа. Нели ви текна? Не, бе, не е точно тоа. И Тоа за спекулации, литар манипулации. Па чекај малце. Дека пие се гледа на масата. Не му измишljаме, Се Љупчо зела. Дуел му кажа.
Се шала. литар виски и грам бело. Љупчо у дуел му го кажа. Пупе на компани. МТВ. Мислам, знаете како, ја мал проблем, што ги памтам тие вака известни настани од поновата македонска историја. Она на кое што сакам да се заблагодарам на Бранко во овој случај и на Пецакот, што ја потврдуваат мојата теза. Чекај, ствари, прво да ја прашам дали ќе се сложите вие двајца. Ајде, повели. Дали се сложувате дека Пецакот е еден од битните градоначалници, најблиски на Мицко? Дека му е вака, од 5 најбитни градоначалници. Меѓу најблиските може би да. Ете така. Значи, ја фала му сега на Пецакот и на БЦ. Значи, па најмалку од Конгресот у Валандово, па нешто малку и пред Конгресот, зборувам дека Мицко е вака, да не речам инструиран, меѓутоа политичката азбука му е пренесена од БЦ. И дека линкови постојат кон БЦ, кој што после се демаскира и преку знам, нели Бранко му ја формираше знам, за да му возможи, нели, и да си ги спаси лојалните комуњари, а и на Мицко да му возможи да, нели, Понтонски мост. да создаде привид дека има поширока коалиција, да не дојде у ситуација да биде само со Изет, пошто ќе замисли сега Мицко да беше со 58, само со Изет и со ној екстремистот од Тетово, многу грдо ќе беше, така? Сега практично дворски шут презема Максим, нели, он ќе беше контролор, ово ти текнува што правеше све. Практично целава оваа постановка еве го човеков на сликата што ја уреди и еве овде се гледа во една пријателска атмосфера дека ово е претресува Четвртиот дали поставките се како што четвртиот треба. е Пупе Компани. Газдата на Пупе Компани. Да, бе, тој нешто близко беше, близко беше Од со ВСМР или од знам од каде е? од Бранко. Од па знам и ВСМР едно исто е. Од транзицијата е. Да, бе, да. Не, 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 пак само уште ова да го кажам. Мислам кога го гледам оној се појавува од знам оној на Пиом што е. Дечко Да, Мемов. Мемов. Па ја Мемов последен пат уживо сум го сретнал. На митинг на СДСМ. Не, на локални избори пред Данела Коце кога беше, Тоа е 2017. која победи Да. Шилегов, Да. он му беше шеф на штаб на Шилегов. Така е. И ми вика, ве тепаме овие избори сигурно. Се ја го памтам човеков од СДСМ. Се он е директор на многу сериозна институција на ВСМР. И сега И пишува афоризми у слободно време на сега Фейсбук. Филип бил и за Ина зборел ово, но еве ја сликата. Повели Филип. Еве го пак оној Мемов. Чекај се, само едно прашање имам. И ве молам се без заебанција. Музиката сами има ставена? Сами има стајано. Па ова е као у пропагандните филмови кога русите кога влегуваат у Берлин бе, 45-та. Само што вие Неверојатно, влегуваат човече. на гробишта Каква и некрофилија. пеат доста беше разбуди се. Каква некрофилија, човек. Вака, пошто си долго време во политиката, што значи
пораката кога ќе отидеш на гробиште и ќе им пееш на луѓето, доста беше, разбуди се. Не знам Како ја толкуваш па, оваа нешто порака? да не ги викаат, нешто вампиризам, нешто да не има упоше со знамево. Нели влегуваат така русите у Берлин кога Па поставуваат ја не знам знаме. руси на гробишта дека влегле, ама да, у Берлин да. Па гледа го знаменосецот. И ми избега напред отиде пред сите. Најбрз е, најмлад. Најмлад у партија. Нешто сериозно не е во ред во оваа држава. Малце и језил. Чекај, Гледа го знаменосецот, гледа прв иде. Гледа како гордо. Добро, и ќе го снимиме Ова ова. како да влегува у Берлин е човеков, Ле, Завршува Втората светска војна. Оди, гледа. оди, чекор по чекор. А Со ови знамиња. се сопна малце. Знам битола. Со леле, пафта, со бели алишта, со На мајчки. Језиво малце. Ле, Незгодно. одат. Незгодно малце. О, Мицика ќе го замолам ако сака господин Христијан Мицкоски да искоментира за овој спот од кампањата во врска со неговата експертиза за некрофили. Мислам дека најсоодветна личност во моментот кај што може да искоментира околу тоа дали некоја група луѓе се некрофили и околу некрофилството, тоа е баш господин Мицкоски, бидејќи тој редовно знае да ги дели тие дефиниции на луѓе, дали ова не личи на некрофилија од страна на овие луѓе овдека собрани и дали ќе се огради од нив бидејќи тие се со негова коалиција. Видиш што урадиш колот човека, вика еден. Имаше еден многу добар коментар дека се обидуваат Тито да го разбудат и партизан. Уште нешто ако може. Повели. Утврдена е дискриминација од моја страна кон ромите од Комисијата за дискриминација. Зашто ги дискриминира ромите, брат? Па тука што кажав. Зашто ако си прав? Сега гледа, не е важно, значи, ја ќе одам до Страсбур со овие работи, ако треба не им попуштам. Затоа што мислам дека колоквијалниот муабет и слободата на говор се побитни од некоја партиско-политичка комисија. Но сакам да знаат гледачите дека ако сакаат да работат институциите и ако имаат диктат, гледате како брзо ги завршуваат работите. Само треба да се угледаат другите институции вака брзо да работат и за криминалот, како и за случајот во Кочани. Значи да ги завршуваат работите вака издиктирано како што треба све на брзинка, да не завлекуваат, да не развлекуваат. Уште немам формално одговорот добиен, добив информации индиректни и тоа дека уште пред 2 недели го завршиле случајот. А ја пред 2 недели од прилика 20 на дена го пратив мојот одговор. Значи биле експедитивни у рамки на една недела откако е пратен мојот одговор, одлучиле како што одлучиле. Да видам сега која е правната полка, но јас нема да се повлечам и мислам дека од било какви политички трабанти и луѓе кои што седат за 2000 евра во некакви државни комисии и глумат дека нешто работат, не смееме да се повлечеме кога станува збор за слободата на говор која што е загарантирана со Уставот на Република Северна Македонија. Само се И надека. овде што разговараме Да. и што користиме колоквијален речник, жаргон, уличен да не речам, ја ова го сметам како политички прогон. Значи ова не го сметам како соодветна државна реакција која што е на место и која што треба да биде прифатена. Ова го сметам изричито како политички прогон и како удар на слободното мислење. Ја ќе го известам за ова и ОПСЕ, ќе известам и Европска унија, ќе известам странски амбасади. Овде не може да се воведува цензура. Цензурата е забранета. А сите овие организации, кои што една политичка партија на власт, мислам, се разбираме, Да. им шепна сега притисок врз Филип, само покажаа дека се инструменти политички, затоа што ниеден од нив не реагира ни за случајот и што го кажа во Виница, Берово кај, Виница. и вториот случај,
уште поеклатантен, Стојанче ги навреди таму за Вардариште директно. Зашто бе, господа Двојан Аршин? Знаеш што не ми е јасно, Милош? Мене не ми е јасно една работа. Дали мисла дека сум човек кој што у вакви ситуации се повлекува? И уште една работа пред крај на емисија, која што е поврзана со нешто друго. За Касами Утетова, ако позволите нешто да кажем. Пошто гледам дека го видов, многу ми беше интересно ова пораката што ја праќаше тој од ВСМР да иде на митинг на Касами, така? Да. Убаво ќе дошол градоначалникот, убаво било членовите на местните комитети на ВСМР да се појавеле да ги видел Касами таму. Значи, ај што ги понижува да гласат за најголемиот иредентист, ај што немаат кандидат и ја расип, односно ја и прогласија крајно унитарноста на државата, уште ги тераат да идат на митинг на Касами. Ја ќе им кажам на сите ВМРО-вци. Има ВМРО кандидат. ВМРО народно има кандидат од тоа. А сега, видете дали за ВМРО било каква додавка или за Касами. И ако гласате за Касами, алал да ви е. Така е. Нели? Така е. Имам и еден прилог кој да бие 30% колку ќе се вратат. А да не искочи дека е на 500.000 евра кампањата платена од влада. А? Зашто транспарентно не објават колку чини оваа кампања? Например. Да видиме колку чини кампања. Па ќе провериме. Ќе провериме. Сигурно може да дознаеме. Инаку откажана ми е промоцијата у Австрија. Целосно се поплавил културниот центар пред 2 дена. Жалам се, надам за брзо дека ќе се санира. Мислев такви работи само у Македонија се случуваат. Имало поплава во културниот центар. Очигледно и у Вина. Инаку само ме потсетија, тука го спомнуваат професорот Горан Марковски кој што е кандидат за началник во Скопје, активисти пред некој ден делеле флаери во аеродром, биле пресретнати од членови на ВМРО ДПМН, кои што им рекле веднаш да го напуштат аеродром и да престанат со делење на флаери, воспротивно ќе било многу лошо по нив, доколку повторно ги начекаат како делат флаери за независниот кандидат за градоначалник на град Скопје. Значи ова се случува у 21 век, у Средебелден, у аеродром. И сега, кod која видов оваа анкета у аеродром, која што ја направи Инфомакс преска, многу работи ми станаа јасни. Ете од каде е нервозата, ете зашто власта е нервозна и зашто така реагира и зашто практично на активисти кои што за без пари, без никакви државни средства, практично делат флаери обични, не знам, по автомобили на врата ги делеле и им се заканиле лично да ја напуштат територијата на општина Аеродром. Сега ќе ти кажам, членови, подржувачи на ВМРО ДПМН. Не зборев за тоа како треба гласачиве. Еве сега ќе ти кажам мој став, ако дозволите. Повели. Отиде емисијата премногу ја растегнавме, мајте. Да. Мора да искочи да гласат. Затоа што на тој начин се дига квантумот на гласови и поради тоа може да се случи со слободното изразување на мислењето да ги оневозможат на Мицко кандидатите да победат у прв круг. И додолку полошо може да се види дека остатокот од незадоволните кои што ќе се распрскаат по, не знам, Левица, СДС, ваму таму, Гром, има повеќе коалиции независни, но може да се случи да се види дека тие што се распрскани гласови се многу повеќе од овие кои што се на Мицко и без разлика за било кој да гласат ќе оневозможат влезот у прв круг, што може после тоа да им направи на гласачите да им биде јасно дека може да донесат промена во втор круг. Така е. Значи затоа треба у прв круг да гласат слободно за било кој им се допаѓа, меѓутоа треба да излезат според мене. Што се случи?